Државата располага со доволно стокови резерви, кажа денес председателот Стево Пендаровски по вчерашниот состанок на Советот за безбедност. По сите основи, значи од пшеница до енергенти, ние сме и основни животни продукти се разбира, ние сме точно на нормативите кои се предвидени за такви ситуации, значи пополнети сме. Проблем ќе биде ако кризава трае подлог временски период, што Украина е најголема житница и така натаму. И Русија во делот на енергентите се знае, светска суперсила, така што во овој момент од газ па се до пшеница ние имаме доволно во зали, сосема доволно. Меѓутоа ако ова потрае, не дај Боже, месеци и месеци, тогаш ќе мораме да правиме итни интервентни увози. Например, Србија веќе има донесена одлука, или ќе во слична ситуација визави овој конфликт, има веќе донесена одлука да не дозволуваат извоз на тие битни животни продукти, вклучително и пшеница. Изјавата на председателот Пендаровски коинцидира со вчерашната изјава од Агенцијата за стокови резерви, од каде исто така потенцираа дека место за паника во моментов нема. Ние по закон сме покриени со сите количини што треба да ги има агенцијата. Плюс ова, уште толкова количина ние имаме кај приватните складиштари. Сепак, според председателот Пендаровски, во моментов ситуацијата со берзанската цена на храната и енергенсите е крајно непредвидлива. Ја да ви кажам колку е непредвидлива ситуацијата. Вчера ние знаеме за барелот дека отиде над $100. Меѓутоа малкумина знаат дека на берзите за жито пшеницата вчера затвори во Њујорк на 500% повеќе од претходните денови. Може би тоа е моментален пик, меѓутоа тоа е тотално непредвидливо обкружување. Затоа имаме државни институции кои треба да водат сметка за тоа и да планираат. Од Народна банка пак потенцираат дека денарот и финансискиот систем ќе останат стабилни и покрај состојбата со Русија и Украина. Директната изложеност на нашата економија кон овие две економии е многу мала, но со оглед на учеството на Русија и Украина во понудата на глобалните пазари на суровини, очекувани се индиректни ефекти преку цените на примарните производи. Дополнително, доколку овие состојби се одразат на растот на европската економија, можно е влијание и врз инвестициите, домашни и странски, а со тоа и влијание врз економската активност. Информираат од Народна банка по средбата на гувернерката Анита Ангеловска-Бежовска со министерот за финансии Фатмир Бесими.